Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Со завршниот форум што се одржа во Кочани, официјално е комплетиран проектот Зелени згради за заедничка зелена иднина, што се спроведуваше како дел од програмата за прекогранична соработка со учество на Источниот плански регион и областната администрација од Благоевград. Дел од проектот беше и реконструкцијата на зградата на локалната самоуправа на општина Кочани. Центарот за развој на Источниот плански регион од Македонска и областната администрација на Благоевград од бугарска страна во Кочани го организираа завршниот форум од проектот Зелени згради за заедничка зелена иднина, со кој во изминатите 2 години се работеше на подобрување на енергетската ефикасност. На средбата беше направено резиме на остварените целни задачи, од кои директна корист имаат граѓаните и вработените во општинските администрации на Кочани и Благоевград. Со парите од проектот беше реализирана реконструкција на зградата на општина Кочани, со што таа доби нова фасада и дополнителна функционалност, а на бугарска страна се работеше на реконструкција на зградата на областната администрација во Благоевград. Вкупниот буџет на проектот е 408.000 евра за двете страни, значи и за македонската и за бугарската страна. За прв пат работиме со областната администрација Благоевград и еве го користам овој момент да изразам огромна благодарност на господинот Бисер Михаилов, управител на областната администрација и неговиот тим, кој што заедно со нас, со заеднички сили успеавме овој проект пред време да го имплементираме и завршиме. Се надевам дека оваа соработка која што ја прв пат започнавме со областната администрација нема да биде и последна на проекти од искористување на различни европски фондови. Представникот на бугарската областна администрација од Благоевград изрази задоволство што проектот успешно е реализиран и што во општина Кочани нашле добар партнер со кој очекуваат соработката да продолжи во наредниот период. Нашата работа по тој проект е добар пример за тоа. Овој проект е добар пример за тоа како можеме да ги ограничиме негативните последици од климатските промени. Неопходно е во иднина да се направи и стратегија за енергетска ефикасност, што ќе биде можност за реализација на нови проекти во тој правец, што ќе бидат развивани заеднички меѓу областната државна администрација од бугарска страна и од општините од Македонија. Мислам дека реализиравме успешен проект и се надевам дека така ќе продолжиме и во иднина. И да продолжаваме да работим в тази посока. Проектот од прекограничната соработка со Бугарија се реализираше со поддршка од Министерството за локална самоуправа. Ние сме оска за врзување на проектите со соседните држави од ИПА Интерек програми, како кофинансирани од Европска Унија, исто 15% кофинансирани од наша страна, што ги поддржаваме проектите во Република Македонија. Даваме целосна поддршка на сите апликанти, на државните институции, така и на невладиниот сектор, се разбира за да бидат поефикасни реализираните средства, исто и за да даеме нешто допринос во изградбата на стандардите во нашето население тука што го имаме така. Проектот Зелени згради за заедничка зелена иднина беше планирано да заврши до октомври годинава, но со заедничката успешна соработка е реализиран неколку месеци порано. Од Центарот за развој на Источниот плански регион очекуваат соработката со бугарската страна да продолжи и повториот повик за финансирање проектот прекограничната соработка, во кој повторно се вклучени општините од Источниот регион на државата. Советот општина Виница ја одржа 10-та редовна седница на која на дневниот ред се најдоа 20 точки. Најголемо внимание меѓу советниците предизвикаа информациите за водоснабдувањето на населението во општината, како и исправноста на водата за пиење во дел од населените места. Проблемите со недостиг од вода за пиење и нејзината исправност, посебно во текот на летниот период, беа главна тема околу која членовите на Советот на општина Виница ги кршеа копијата на 10-та редовна седница. Дискусиите беа предизвикани по заклучокот на Комисијата за урбанизам, според кој неопходно е да се направат напори проблемот да се надмине со заедничка работа и на локалната власт и на јавното комунално претпријатие Солидарност, но и на жителите од местните заедници, кои се соочуваат со проблемите во водоснабдувањето. Посебно беше потенциран случајот со селото Градец, каде е регистрирана неисправност на водата поради што е издадена и забрана за нејзина употреба.
Поради тоа претседателката на комисијата Сонја Георгиева рече дека потребно е да се надминат политичките различности и сите советници да поразговараат со местното население, кое треба да даде согласност водоводот од Градец да премине во надлежност на јавното предпријатие Солидарност. Сепак, ваквиот предлог најде не спротивставени мислења. Ако законот деците ни кажува дека општината е таа, односно и заедно со јавното предпријатие се надлежни за граѓаните на општина Виница да користат чиста и здрава вода за пиење, тогаш треба да знаеме дека некој треба да снесува одговорност. Што сакам да кажам? Дали до сега имате направено една посета, вие како локална власт, да кажем, и директоро, и градоначалнико, като население, дали разговарате, дали го видовте тај проблем на лице место, па да констатирате дека ние сме виновни како опозиција затоа што во Градец водата не е добро за пиење. На прашањето од советникот Тренчовски дојде одговор од директорот на јавното комунално предпријатие Солидарност, според кого проблемите се поради дефектите на мрежата во Градец. Значи за Градец на 2 пати, 3 пати има дефекти на нивната линија, значи во село Градец. И ние како јавно предпријатие и шумско стопанство како јавно предпријатие им помагаме на неколку пати, бесплатно им помагаме. Меѓутоа, јас не сакам воопшто да влегувам, ова не е политика. Ова е политиканство, може да не се увери. Значи, се е политика. Целото обществено живење е политика. Меѓутоа, тоа треба да го разграничим со политиканството. Ова е подбуцнување. И сега няма да фразира посветничката Сонја, ајде да осведем проблемот, па где ме го решаваме после. Не. Господин Оливер, ќе ве замолам, бидете конструктивен. Јас ве знам и порано, кога бевме заедно советници. Вие продолжувате истата деструкција и сега. Председавачот на Советот Велков се обиде да ја смири ситуацијата, нагласувајќи дека се преземаат мерки за подобрување на водоснабдувањето во сите населени места во општината, меѓу кои се и Градец и Лески. Значи, градоначалнико, прв момент направија го тоа, меѓутоа некои како прескаш убежат, некои бунари веќе присушија, некои има мало количина на вода, гледаме дека не е тоа крајно решение. Веднаш после тоа, значи, одлука се донаса проширување на филтер станицата со тоа што автоматски цела линија комплетно ќе се спроведе до населеното место Лески. И ако некој тоа не го смета за решавање на проблеми, Заклучокот од комисијата за состојбата со водоснабдувањето беше усвоен, а на седницата советниците расправаа и за проширување на средствата од буџетот на општина Виница за именувањето представници во училишните одбори на двете основни училишта, како и за состојбата со невработеноста, со извршувањето на пролетната сеидба. Беше дадена и согласност за одобрување финансиска помош на граѓаните кои поднеле барања за тоа до општината. Локалната самоуправа на Кучани планира во наредните 12 месеци да потроши електрична енергија во вредност од околу 90.000 евра. Рокот за јавниот повик на тендерската постапка веќе тече и трае до 20 јули. Нето сума од околу 5.500.000 денари планира да потроши општина Кочани во наредните 12 месеци за набавка на електрична енергија, во што влегуваат трошоците за јавно осветлување и за потребите на 20 институции и објекти што се под нејзина надлежност. Во списокот на електрични броила за кои потрошената струја се плаќа од општинскиот буџет, влегуваат објектите на двете средни и 6 основни училишта, напротив пожарната единица, спортската сала, градскиот стадион, етно куќата и други простории со помала површина. Исто така опфатени се и околу 100 броила за потрошувачката на енергија за јавно осветлување. Јавниот повик за набавка на потребните количини е веќе објавен и ќе трае до 20 јули, а набавката се однесува до крајот на септември идната година. Според техничката спецификација во повикот, планирано е во овој период да се потрошат околу 1300 мегават часови електрична енергија, што во споредба со планот за 2017 представува намалување од околу 8%. Сепак, податоците од терен покажуваат од и потрошувачката е нешто помала од колку што се планира. Потврда за тоа е што минатата година наместо очекуваните 1400 биле потрошени околу 1100 мегават часови.
Тоа значи дека планираната вкупна можна потрошувачка за периодот од 12 месеци за општината не е обврзувачка и истата може да се промени во зависност од промената на бројот на објектите и трафостаниците. Со оглед што општината излегува на пазарот за набавка на електрична енергија, во јавниот повик е нагласено дека предмет на аукцијата е збирот од единечните цени од 1 мегават часови за двете тарифи заедно, вклучувајќи ги трошоците и попустите, како и трошоците за балансирање, без данокот на додадена вредност. Во тепачка што се случила во затворот Идризово со телесни повреди се здобил 34 годишен затвореник од Кочани. Настанот бил пријавен во затворската управа која го испитува случајот. 34 годишник од Кочани кој издржува затворска казна во казнениот поправен дом Идризово се здобил со телесни повреди што се последица на тепачка што избила во едно од затворските одделенија. Поради сериозноста на повредите тој бил префрлен на лекување во болница, а по лекарската интервенција повторно е вратен назад. Но до извештајот што го презентираше Министерството за внатрешни работи не се наведуваат детали за инцидентот, ниту колку лица учествувале во него, но потврдено е дека еден од повредените е од Кочани. Во писменото известување стои дека рано изутрината околу 1 часот и 30 минути во казнено-поправната установа Идризово 40-годишниот ЕА од Скопје физички го нападнал СК од Кочани, при што му нанел тешка телесна повреда со фрактура на носната коска, а потоа со нож му нанел и расекотина во пределот на лицето. Откако било повикано затворското обезбедување, СК веднаш бил пренесен во комплексот клиники Мајка Тереза, а по укажаната лекарска помош е вратен во казнено-поправната установа. Се очекува случајот да го испита затворската управа, пошто ќе бидат преземени соодветни законски мерки кон учесниците во инцидентот. 23 млади таленти во повеќе области настапија во Центарот за култура Бели Мугри, како дел од програмата Инкубатор. Станува збор за продукција на културна програма, создадена и во изведба на младите уметници, што беа дел од првиот отворен повик на проектот, а што е подржан од амбасадата на Швајцарија во Македонија. Дваесет тројца млади танчари, кореографи, костимографи, композитори, визуелни уметници во салата на Центарот за култура Бели Мугри го представија своето прво заедничко дело изродено од програмата Инкубатор. Ратулци е првата продукција на оваа културна програма, создадена и во изведба на младите уметници, што беа дел од првиот отворен повик на Инкубатор, а подржан од амбасадата на Швајцарија во Македонија. Во Ратулци учествуваат 10 современи танчари, меѓу кои Марина Гоцевска од Кочани, 3 кореографи, 6 млади композитори, 4 визуелни уметници, 2 за сценско обликување и 2 млади костимографки. Учесниците доаѓаат од повеќе градови од земјава: Скопје, Куманово, Велес, Прилеп, Кавадарци, Кочани, Струмица и Гевгелија. Целта на Инкубатор е да ги интегрира младите уметници во современата уметничка сцена преку професионално менторство и подршка, што на долг рок ќе придонесе збогатување и дополнително афирмирање на младинската современа уметничка сцена во Македонија, но и надвор од нејзините граници. Од работилниците на Инкубатор младите уметници имаат голема придобивка, бидејќи ова е можност за нивно остварување и реализирање на дел од нивните идеи. Тие поминаа низ процес на обука, создавање продукција, сега поминуваат и низ процес на јавни настапи и патувања. Еден комплетен циклус на обука кој е од непроценливо значење за младите во Македонија. Нагласи Рисима Рисимкин, директор на културниот центар Интерарт, кој е организатор на програмата. Инкубатор, програмата за култура, представува платформа за развој на младинската уметничка сцена. Тоа е проект на Интерарт културниот центар и е поддржан од амбасадата на Швајцарија во Македонија. Се работи за 3 категории на уметности: современ танц, музика и визуелни уметности. И во овој прв циклус, би кажала, на нашиот програм Инкубатор, имаме 23 млади уметници, од кои што се 10 танчери, 3 кореографи, 6 композитори и 4 визуелни уметници, 2 се за обликување на сцена и 2 за костими
Имаше голем интерес, ние моравме и некаква селекција нели да направиме. Мислам дека е навистина еден убав одек имаше во однос на првиот отворен повик, а сега веќе е во тек и вториот повик, за кој што веќе имаме повторно голем број на заинтересирани. Ратулци ќе учествува во повеќе градови во земјава со цел што поголема публика да ја види работата на младите уметници. По Кочани следува представување во Струмица, Кавадарци, Велес и Штип. Инаку веќе е отворен повикот за втор циклус и сите заинтересирани може да се пријават на incubator.com.mk. Црквата посветена на Свети Наум Охридски чудотворец во селото Чифлик и годинава ќе го празнува денот кога се слави овој светител. Во вторник на 3 јули ќе биде отслужена света архиерейска литургија, на која ќе чиноначалствува митрополитот Брегалнички Иларион и свештеници од Кочанското архиерейско наместништво. Ќе биде осветена и камбанаријата на црквата. На денот кога се празнува празникот Свети Наум Охридски чудотворец, веќе 10 години откако постои, слави црквата во селото Чифлик посветена на овој светец. Црковниот одбор при храмот и годинава достојно ќе го одбележи празникот, па ги повикува и известува сите православни верници од селото Чифлик и околните населени места во вторник на 3 јули да присуствуваат на свечената архиерейска литургија, со која ќе чиноначалствува митрополитот Брегалнички Иларион и свештеници од Кочанското архиерейско наместништво. Литургијата започнува во 7 часот и 30 минути, а истиот ден владиката Иларион ќе ја освети и камбанаријата на црквата. Вечерна богослужба ќе се служи на 2 јули, ден пред славењето на Светиот Наум Охридски, кога ќе биде послужена и вечера, а празничен ручек за сите верници ќе се служи на денот после завршувањето на литургијата. Инаку црквата Свети Наум Охридски чудотворец постои скоро 10 години и верниците од овој крај во неа си наоѓаат мир, спокој и упатуваат молитви кон светителот на кого е посветен храмот. Сдруженијето на пензионери на Кочани со неколку активности ќе се вклучи во одбележувањето на Петровден, празникот на градот. Меѓу нив е и традиционалната средба со збратименото Сдружение на пензионери од општина Центар Скопје. Сдруженијето на пензионери на Кочани годинава со своја програма ќе се вклучи во одбележувањето на Петровден, празникот на градот. За таа цел комисиите за спроведување на активностите, меѓу кои Комисијата за активност на жените пензионерки, донесе одлука содржините за празникот да бидат збогатени со неколку манифестации. На 11 јули во ресторан Амор ќе се организира традиционалната пензионерска другарска средба, на која по традиција ќе бидат презентирани и избрани најдобрите специјалитети од Зелник, Баница и Благи работи. Се планира и богата лотарија, а богатото мени пензионерите ќе ги чини 400 денари. На самиот ден Петровден во Кочани се очекува да престојуваат 35 пензионери, членови на пензионерското здружение од општината Центар во Скопје, со која Кочанската пензионерска организација веќе неколку години е збратимена и остварува забележителни резултати. За време на посетата, гостите од Скопје, заедно со своите домакини, ќе го прошетаат градот Кочани, ќе направат посета на спортско-рекреативниот центар Пониква, а заедничката средба и дружењето ќе биде кај Дабот во селото Бели. Се очекува на средбата претседателите на двете пензионерски организации на Кочани и Центар, Ѓорги Серафимов и Павле Спасов, да ги договорат понатамошните активности во рамки на заедничката соработка. Кочанските пензионери посетата на скопските пензионери ќе ја возвртат на 13 ноември, на денот на ослободувањето на Скопје.
Почитувани, временската прогноза беше последната информација во ова издание на вестите на Канал 8. Имајте пријатен викенд. Довидување.